Ми простите за това. Добро вечер, драги мои приятели. Денес имав пријатен ден. Толку пријатен како ниту еден во последниве 6 години. Нели треба да се запалат светлата? Така. И треба да го прославиме тоа. Што прават моите столици без мене? Денес ме немаше долго, зар не? А мојот кревет? Како е пак мојот тажен кревет? Си спомнуваш ли за моите први стихови за тебе? Толку тешко дишаш, расцветано поле на мојата тага. Да, тоа беа првите мои стихови за тебе после нашето 2-годишно другарување овде. И тоа со посвета на мојот драги почитуван кревет. Тоа беше одамна. Но, драги мои пријатели, причината за ваквото моје расположение е толку значајна и толку сериозна што... А колку е часот? 10. Сега ќе почне да вика оној астматичар пензионер во соседната соба. Добро. Знаете, кога сакам да ви кажам нешто, ми е потребен мир. Потребна ми е тишина. Да застанав. Драги мои пријатели, причината за ваквото моје расположение е толку значајна и толку сериозна што... 11:15. Сега ќе почне редовниот дуел меѓу двајцата млади сопружници што се доселија долу под нас. Што ти кажа? Иди таму, нема, контакт ми извадиш. Били сериозна. Сега се е во ред. Што ми беше зборот? Драги мои пријатели, причината за ваквото моје расположение е толку значајна и толку сериозна што... Лепо ќе боли, да? 12. Сега ќе се враќа од работа оној Трифун. Ќе се кара со жена му, бидејќи сигурно пак е пијан или... Сузе, отвори! Сузе! Добре. Сега може да продолжиме. Драги мои пријатели, причината за ваквото моје расположение е толку значајна и толку сериозна што заслужувам со внимание да ме сослушате. Знаете, веќе мајка ми и блиските мои роднини подолго време ми кажуваат дека било крајно време да се омажам. Токму на тој план денес се случи нешто толку необично што од корен ја стреси и облагороди мојава душа. Ви велам, денес за прв пат во мојот живот едни машки очи ме гледаа со добрина. Со таква милост и добрина што ми се пристори дека во тој момент се раѓам. Иако веќе сум запишана како родена веќе 30 години, нема врска. Драги мој, па тоа е чудно чувство, откритие. Замислете, некој од ова мноштво луѓе чувствено се заинтересирал за мене. Некој покрај сите атаци на животот ми нуди чувствена ширина и припадност. Па тоа е најубавото нешто на овој свет, ме сваќате ли? Нема врска. Го сретнав овој... Купуваше леп... Не. Во жито јадеше бурек. И нели јас секој утро во жито јадам бурек. И ви велам, јадаме бурек. И се гледаме. Тој мене ме гледа, а мене ми доаѓа срам. Знаете колку сум си срамежлива. Каде застанав? Мене ми доаѓа да пукнам од срама, не знам зошто. Се прашувам ли колку сум смешна додека јадам бурек и просто не можев да го голтнам она парче во устата.
Сака во истиот момент да избегам, но гледај чудо. Не можам чекор да очекорам. Ко в земја закопана. Се е заради тој поглед. Не ми се допаѓа бурекот, ме праша. Ми се допаѓа, му реков. Само наутро мојата апетит се буди подоцна од мене. Пробав да сум духовита. И навистина, тој ми се насмеа. Мене, ми вели. Апетитот ми е како будилник. Прости за ова, драги. Ма ниту во еден момент не очекував дека ќе те заменам со неговиот апетит. Веројатно и тој има будилник. И кажа кога е прва смена требало да стане порано за да стигне на работа и кажа уште дека има мајка, татко и една сестра која била нешто болна и леле колку сум се расприкажала, па ќе немаме време да се одмориме. Па ќе ми простите за ова. Јас од секогаш сум им велела на луѓето дека со вас, со предметите, треба да се умее. Предметите се како луѓето, треба да се почитуваат и не треба никогаш погрешно да се употребуваат. Ти, например, мила столички, не служиш да скршиш нечија глава, служиш едноставно за корисно седење. Боже, што ви го зборувам јас ова, кога ние толку добро си се познаваме овие... Колку беа? 6 години? Што ми беше зборот? Фала. Тој има сестра која сега е во болница и тој... Мислам на мојот познаник, Љупче му е името. Малку накривнува со левата нога. Одраѓање, но тоа не е важно. Важно е што, ако се оди по план, јас и Љупчо решивме да се земеме! Ке се земеме! Зар тоа не ме радува? Секако дека ме радува. Па да можевте да зборувате сега, сигурно би запеале. Ке се земеме! Така ли? Добре, сам човек не може да се радува, но сепак, јас сум среќна. Јас сум многу среќна. Знаете, му кажав и понешто за вас. Му кажав дека на мојва драги столици сакам да седне и тој, и на мојва драга маса да руча, и тој на мојот драг кревет да спие, и тој на моето прекрасно огледало да се огледува. И секако, тој мојот драг будилник, да го буди и него. Му кажав уште дека сум од сиромашно семејство, дека по неколку месеци ќе станам наставничка и морав да му признам дека од животот знам многу малку. А 30 ги имам. 30 од кои цели 6 ги минав овде со вас. Па се прашувам понекогаш. Мислам, млада сум, се разбира. Човечка глава носам. Се прашувам уште колку години ќе живеам. Мене луѓето послушат војни, инфаркти, сообраќајни несреќи. Па знаете, човекот денес треба да е многу среќен да умре од природна смрт. Ајде, драги мој, па животот е сепак убав и незаменлив, така? Да, само најважно е да се живее. Да се живее човечки. И знаете, пред малку ви спомнав сообраќајни несреќи. Мене ми е нешто во врска со нив малку смешно. Замислете, по неколку години кога ќе праша некој од што умрел дедо, ќе добиваат и вакви одговори. Дедо умре од капка? Или, ова ми е омилено, па дедо умре во фичо. Зар не ќе биде сето тоа малку смешно, да не речам дури трагикомично. Карпа мажишта ги снимало од капка или во фичо. Ме соваќате ли? Нема врска. Зар е можно заради вакви глупости јас да заборавам на денешниот ден? Да го заборавам тој поглед полн милост и добрина.
нема заборав. За овој ден можам да ги подарам и сите други изминати. Но ќе треба ноќва малку да се одморам, бидејќи утре ќе се запознам со неговите. Да, со неговиот татко и со неговата мајка. Тој вели дека биле многу добри луѓе. Татко му учествувал во последната војна. Бил носител и чувар на слободата. Сега работел, вели како чувар на некој градилиште. А мајка му била шивачка. Скромен живот. А Љупчо, драги мој, Љупчо во слободното време, вези гоблени. Токму денес бевме да прашаме дали му стигнале конците што ги нарачал од Грција, но ги немаше и не е важно. Замислете само колку ќе ни заличи Сопчево кога ќе закачиме на секаде од тие убави гоблени. Па да ви кажам право, малку се плашам. Се плашам да не се шегувал со мене. Или толку кротко суштество, кога го гледав како некривувајќи си оди. Се прашував дали некогаш ќе ми се врати. Дали некогаш ќе го натрам да подскокнува од среќа. Се плашам бидејќи јас сум неснаодлива, па не знам да се пробивам низ животот. Се плашам да не го разочарам уште со првиот чекор, бидејќи бракот не е детска играчка. Мислам, за добар брак се потребни многу работи, како стан, слога, деца, збирање, добра работа, нафтена печка и замислете, нафта. Леле, моето неискуство. Моето неискуство. Сите спијат. Јас сите работи ги вршам преку ноќ. Дојдов да ти помогнам, Јосип. Мене? Да. Токму тебе, душичка. А зашто токму мене? Слушнав дека си во неволја. Во голема неволја. Во каква неволја? Па си одлучила да се мажиш! Тоа е точно, но откаде си расправила за тоа знаме со моја си Љупчо? Јас. Добро, а кој ти кажал? Ти, Јосипа, ти. Јас. Да, токму ти. Ајде, не се шегувај, само кажи ми од каде доаѓаш. Доаѓам од твоите мисли, Јосипа. Доаѓам да ти помогнам. Доаѓам да ти предложам начин како во животот најдобро да се снајдеш. Но успехот, ако е веќе возможен, зависи од твојот став према моите предлози. Какви се тие предлози? Прво предлагам во твоите мисли да преовлада мојот дух. Мојот, односно духот за работливост, Јосипа. Не, јас немам смисла за тоа. Имаш како немаш? Секој човек има смисла за работливост. Тебе, например, ти не достига само малечка упорност, па проблемот да биде решен. И не заборавај, тебе природата од сите можни способности не ти подарила ништо до крај. Мислам дека претеруваш. Ништо не претерувам. Во тебе постојат само вкротени потенцијални способности. Мој совет е да се решиш за најпрактичното. Да станеш работлив човек. А што е потребно за тоа? Гледај ме мене, дотерано, облечена, полна со пари. Книги. Зашто ти се толку книги? Мам, бе, човеко или пак... Искрено, не знам ни што си, но... Сите велат дека книгата е најдобриот пријател на човекот. Книга
пријател на човекот, парите, братко, парите се најдобриот пријател на човекот. Овие разуздани коњи во мојот куфер се најдобриот пријател на човекот. А книгите? Гледај ме мене. Во животот немам прочитано ниту десетина. И што ми недостасува? Ништо, ама баш ништо. Покрај тоа од читање книги може и да се полуди. Затоа, братко, јас читам само рецепти за јадење. И ги читам каталозите за мебел, за облека, за автомобили. И знам сите светски дизајнери. Абе, како бик сум. Кај да тропнам, секоја врата за мене е отворена. Абе, секоја. Знаеш, високо полжевот, знаеш како полжевот стигнал до врвот на бандерата? Соли гавење, Јосипа, соли гавење! Ти да не си задремала, ма? Не, само ти се чудам. Нема зошто да се чудиш, миличка. Денес работливоста е императив на времето. Малку лажење, малку крадење, малку лицемерство, неколку дебели врскички и цел светот твој. Париз, Лондон, Москва, Њу Јорк, Бејрут, Рејкјавик, каде душа ти сака, Јосипа? Свести се, ма! Ваква каква што си ни кучињата со маст не би те јаделе. Такво е времето. Ризикот не постои. Добро, само неколку години робија. Такво е времето, де работам на црно, трошам на бело. Добро. Парите на вистина се важни. Најважни. Важни? Но јас... Најважни, Јосипа, најважни. Добро, јас само на тој начин не можам да... Не можеш, но затоа ќе страдаш. Но мене добро ми е. Добро и било и вака. Ја туркаат по автобуси, преоѓа преку пешачки премини, добро е. Па дајте се, молам, Јосипа, па на ова ли? Види, ето маца. Погледај. Автомобила? Прекрасно. Мерџо, Јосипа, мерџо! Црн, како надвор ноќта. Но се сложуваш ли да го прифатиш мојов начин на живење и веднаш да почнеме со работа? Ма со каква работа? За оваа работа, мислам, како мојава. Можам веднаш да ти го одржам првиот час. Ајде бе, ти кажав да не се шегуваш. Ма ќе ми одржуваш часови во ниедно доба. Не ли ти реков дека оваа работа бара исклучиво действување преку ноќ? Но не ми е јасно зошто токму преку ноќ. Не е јасно зошто токму преку ноќ. Заради тоа што сонцето преку ден им ги отвара очите на љубавите луѓе. А ноќе? Бога ми, ноќе тоа е веќе нешто друго. Го повикуваш еве вака генералниот директор на некоја демек позафатена стопанска организација. Ало, друже директоре, овде Јосипа прва. Ве барам во врска со на писменце од вашиот другар. Се разбира, тоа писменце не е од никаков глупав другар. Туку лично од мене. А внатре веќе сваќаш, не? Да, внатре е молба. А внатре молба напишана со ова. Слушај, Фуј! Дела со тебе си го изгуби времето, ма. ти си го изгуби времето, а? Него кој? А јас! Маша моја живот! Маш! Разузнали коњи.
твоята најблиска пријателка. Ја знаеш онаа песна? Дојди моје пиле, не знам зошто, од мене те скриле. Тоа е мојот прв хит, кој настапив на Евровизија. Што бараш во ова време кога сите спијат? Дојдов да ти помогнам. Мене? Да, токму тебе. Зошто токму мене? Па, слушам дека си во неволја. Но каква неволја? Па, си решила да се мажиш. Точно. Каде си разбрала? Па за тоа знаме само ја си љубчојте. И јас знам. Добро, а кој ти кажа? Ти ми кажа. Јас. Да, токму ти. Не се шегувај. Само кажи ми од каде доаѓаш. Доаѓам од твоите мисли, Јосипа. Доаѓам да ти помогнам. Доаѓам да ти предложам начин како во животот најлесно да се снајдеш. Но успехот исклучиво зависи од твојот став спрема моите предлози. А кои се тие предлози? Па еве, прво предлагам во твојот ум да преовладува мојот дух. Односно, смислата за лесен живот. Но јас немам смисла за тоа, Имаш. Во секој човек има. Потребна е само малечка упорност за твојот проблем да биде решен. И конечно ти, кога веќе си решила да се мажиш, потребна малку побрзо да се снаѓаш во животот. Се извинувам, мила. И не заборавај, тебе природата во ниту еден правец не ти подарила ништо до крај. Затоа Мислам дека претеруваш. Не претирувам, ама баш ништо. Во тебе постав кротени потенцијали. Мој совет е да се решиш за најпрактичното. Да почнеш Божан скромен, а всушност лесен живот. Слушај, пријателке, јас и ти не се разбираме. Јас знам што значи лесен живот. И знам... Не, ти ништо не знаеш. Ти си наивна, а наивноста е порок поголем од сите други. Добро, може би си во право. Мислам, сето тоа зависи од кој агол ги гледаме нештата. За тебе тоа што има смисла, за мене е безсмисленост. Загубено време. А безсмисленост, загубено време. Јосипа, не заборавај дека дојдов да ти помогнам. Сакам да ти помогнам. Конечно сакам да залишиш на сите останати луѓе. Конечно сакам да го почитуваш моето присуство во тебе. Јосипа. Ова е лош сон. Лош сон е привидение, но што треба да сторам, што треба да мислам? Најпосле јас сум сретна, Јосипа. Ти почнуваш да стануваш практична. Еве, прво потитно ослободи се од твојата срамежливост, која ти создаде толку незгоди во животот. А потоа мораш да прочистиш сопствената душа од тие малограѓански традиции и норми на однесување. Ќе видиш како за луѓето ќе станеш и прифатлива и интересна, Јосипа. Како мене, Јосипа. Зар постои таква сила која во еден момент ќе ме претвори во нешто сосема друго, освен тоа што сега сум? Замисли. Јосифа, обичен човек како и останатите. Зар мислиш дека јас сум дошла тука со желба да те изменам? Не, Јосипа. Сакам само да ме сослушаш. Биди искрена и кажи, дали на овој свет нешто поубаво постои? Од лесен живот? Добро, да кажеме дека не постои. Но кажи ми сега ти, што ти гарантира лесниот живот? Што ми гарантира лесниот живот? Па еве вака. Ми гарантира лесен живот и лесна умирачка. Слушај, уморна сум. На вистина сум уморна, па и самата гледаш дека нашиот разговор е празен и безцелен. Празен и безцелен. Ти овој разговор го нарекуваш празен и безцелен. Овој разговор кој го чекав и го мечтаев со години и мислев дека ќе биде вистинска пресвртница во твојот зачаруван живот. Жалам ако те разочарав, но... Не, се уште има време за се. Морам да го променам мојот однос кон овој непоправлив човек. Всушност, таа не е толку непоправлива. Јосифа,
Ajde da го смениме моја разговора. Кога веќе настојуваш. Таква те сакам, Мила. Добро, ајде почни. Прости ми, само да се сконцентрирам. Слободно. Да почнеме. Од каде? Од до. Од до. Од до. Од до ре ми... Да. До. До... Ре. Ре... Ми. Ми... Фа. Фа... Сол. Сол... Ла. Вака оди, вака оди. Да, одлично. Продолжи. Ла... Си. Си... До. До... Одлично, Јосипа. Живи Бога, се чувствувам како прваче. Дај Боже и натаму да се чувствуваш како прваче. Што велиш? Велам, не ми личиш баш на прваче. Благодарам. Јосипа, А? која народна песна најмногу ја сакаш? Македонско девојче, китка шарена, од градина набрана, дар подарена. Дали има новој бели свет, убаво девојче, од Македонче. Одлично. А која забавна песна најмногу ја сакаш? Она од XXL на Евровизија во 100% те љубам, 100% еда, а надежда губам, јас немам намера. 100% те љубам, 100% еда, а пак ќе ти речам да јас сум упорна. Браво, Јосипа, прекрасна си. А ја знаеш ли од Тоше? Во коси да ти спијам, без престан да те љубам. Браво. Одлично си. Живи Бога, се чувствувам како прваче. Дај Боже и натаму да се чувствуваш како прваче. Како? Ништо, велам, не ми личиш баш на прваче, Јосипа. Фала ти. Јосипа, знаеш ли каде се крие зајакот? Зајако. Да, зајакот на успехот. Што? Еве ти го гледалото, Јосипа. Погледај се. Сврти се малку кон себе си. Добро. Не гледам никаков зајак. Не гледаш, Јосипа. Тој зајак се наоѓа во твоето срце. Во срцето. Да, во твоето срце. И не заборави, тој зајак забраната на ловот не може да го спаси од рецептите за јадење. Добро, сега ми се чини дека ти си таа која премногу филозофира, но... Не филозофирам, ама баш ништо. Туку цело време, Јосипа, се обидувам да те убедам дека перспектива на твојот натамошен живот не се овие книги, туку пеењето. Пеењето, Јосипа. Јас на вистина немам смисла за тоа. Види ја ти не, јас на вистина немам смисла за тоа. Имаш. Ги знаеш нотите, како народни, така и забавни песни знаеш да пееш. Ти си печен естраден уметник. Погледни ме мен. Барови, пријеми, гостувања. А со мојот најнов хит, бум-бум, ќе направам вистински бум. А ти, додека другите луѓе живеат, ти страдаш. Страдам. Страдаш, Јосипа. Уживаш во некое фиктивно пријателство со овие старуди, наместо да отпочнеш живот како сите останати луѓе. Тоа си е твое мислење. Мислењата настрана. Прифаќаш од тебе да направам звезда, автограми, популарности, мажи. Лакирање. Лакирање. Со еден збор, лесен живот. Прифаќаш или не? Не, Не. не. Ти си тјускија. И како таква ќе умреш. Бадија да си го губам времето со тебе. Ти си го губиш времето. А јас! Мрш мори на 30 години ќе ми зборува за мажи и лакирање.
ти? Ме јама Јосифа Трета. Твојата, многу блиска пријателка. Прости, не зборувам француски, но... Шпански е Јосифа, но име на француски. Je m'appelle Јосифа Трета. Само ще ти кажам дека не зборувам француски, но нема врска. Што бараш во ова време, кога буквално сите спијат? Молчи. Многу работи во животот се вршат преку ноќ. Знаеш ли што? Секако дека не. Дојдов да ти помогнам. Мене. Си, тебе. А зошто токму мене? Слушнав дека си во неволја. А во каква неволја? Па, си одлучила да се мажиш. Тоа е точно, но од каде си разбрала? За тоа знаеме само јас и Љупчо. И јас. Добро, а кој ти кажал? Ту? Мене дозна и ту. Ту е ти, Јосифа! Образувај се француски. на шпански! Добро, нема врска, не се шегувај, веќе. И те молам, само кажи ми од каде доаѓаш. Доаѓам од твоите мисли, Јосифа. Доаѓам да ти помогнам. Доаѓам да ти предложам начин како најдобро во животот да се снајдеш. А успехот исклучиво зависи од твојот став према моите предлози и факти. Извини, кои се тие предлози и факти? Уно, предлагам во твоите мисли да преовлада мојот дух, поточно духот за прилагодување во средината. Но јас немам смисла за тоа. Имаш, како немаш. После моја детална анализа дојдов до заклучок дека во секој човек постои смисла за прилагодување во средината. Факт е дека тебе, например, ти недостига само малечка упорност за проблемот да биде решен. И не заборавај, тебе природата од сите можни способности не ти подарила ништо до крај. Мислам! Фактички докажано е дека претеруваш малце. Мислам дека не треба да ме прекинуваш, ништо не претерувам, апсолутно ништо. Во тебе постојат само вкротени потенцијални можности. Мој интелектуален практичен совет е да се решиш за најпрактичното. Да станеш прилагодлива кон мајка природа. Не те разбирам. Обоја, оној Љупчо? Кажи, ама убав. Настрана тоа. Ајде, Јосифа, ајде да бидеме практични. Ајде. Колку јас те познавам тебе, можам слободно да заклучам дека во тебе се уште тлее желбата за пишување. За Што зборуваш? На тоа што слушна, Јосифа! Напишувањето, поезија. Поезија! Не. Абе, тоа е само едно убаво минато и... Ајде, не се срами, знам дека се срамиш, нормално е тоа. Не се срамам, само... Во ред. Не е важно дали се срамиш или не. Она што е важно во овој момент, Јосифа, е дали се уште постојат сили во тебе за пишување. Си спомнувам. На времето беше еден од оние уметници за кои критичарите велеа фактично надежен. Добро. И јас понекогаш се сеќавам на некои мои стари поеми и доаѓа така топлина во душата. Одлично! Great! Amazing! Yes! Она што кажа топлина во душата, од каде ли ми се познати тие зборови пак сега? Од една моја стара поема. Токму така. Си спомнувам. Снегот што тихо паѓа, ми носи топлина во душата. Така ли е? Така е. Гледаш ли, Јосифа, дека на добар пат се да се разбереме? Ајде, Јосифа, ајде да бидеме практични. Биди добра и послушај го советов на овој интелектуалец што седи до тебе. Добро. Таква те сакам.
послушна и пресметлива. Баш по мој вкус. Само, не знам зашто викаш дека сум пресметлива, но... Тоа ти го реков! Никој не се смее. Прости ми, сакам да речам добра, паметна, практична. Впрочем, дозволи и гениалци како мене да направат нека мала грешка. А сите луѓе грешат. Тоа е факт. Сите луѓе грешат. Дури некои луѓе грешат, што би се рекло, непогрешливо. Тоа е исто факт. Ми се приска. Ајде де! Ајде, рековме да бидеме практични, практичност, Јосифа. Ајде. Знаеш, многу често во нашиот разговор го користиш тој фамозен збор практичност. Одлично. Гледаш ли дека и ти понекогаш знаеш да бидеш паметна? Впрочем, никогаш не сум те сумневала во твоите способности за расудување на моите факти. Тоа што сакам да речам... Ајде, Јосифа, ајде стани, да бидеме практични. Како се викаше насловот на онаа песната која што сега разговаравме? Зимски пейзаж? Токму така, ајде, само за мои уши, сега и за цитирај ми ја. Зар во ова време? Па секако дека во ова време е како создадено за слушање Добро. Ако е само за твои уши. Можеш да почнеш. Снегот што тихо паѓа, ми носи топлина во душата. Патеките кон доброто и злото се завеани и безимени. Само времето е светилник кон ова млечно пристаниште, што гони на бескрајна питомост. Водот и говорот, зар има нешто поубаво, праисконски невино од ова бело шумолење на просторот? Пейзажот личи на човек, проколнат, на безсмртност. Ама ти немајте на вистина се била несна, однема ќе му тепаше. Хубав да те предупредам. Ајде, стани, помоги да станам. Помоги ми да не можам да станам. Може, кога театар да се. Настрана ова. Ама ова е вистинска поезија. Ова е, што би рекле критичарите, цела песна Само што е премногу дескриптивна, нели? дескриптивна, немој те молам. Ова и ова е цела песна Само што... Само, Јосифа, штета е, што до ден денес си ти се уште анонимна. А што да правам? Знаеш, меѓу луѓето треба да постојат и анонимни. Но зошто е аноним да бидеш и ти? Ајде, објасни ми зошто? Зошто? Гледај на мене. Издадов една збирка поезија. Еден мој добар пријател, инаку литературен критичар, ја оцени збирката како врвен домет во нашата поезија. И еве мене, да не се фалам, но меѓу најпознатите личности во културниот свет. Многу добра свесна за тоа дека од поезија не се живее, се прилагоди во средината и работам како уредник во едно наше најпознато списание, да кажем. И што ми фали? Апсолутно ништо. Најадена, наоблечена, напиена, нашетана. Како биксу личиш. Има хораскоп дори. Сакам да кажам, Јосифа, зошто ти со овој твој талент да не го постигнеш истото? Или барем да се обидеш да го искористиш талентот за сликање? Немам баш смисла за... А за ова имаш? Последен совет, Јосифа, и си одам. Внимавај на режимот на исхрана. И престани да јадеш животни! Слушај, јас на вистина немам смисла за тоа. Последната поема ја напишав пред 10 години. Последниот цртаж ми беше толку лош што ти требаше да ми го поправиш. А бурекот со месо во жито. Пробај го и ни ти нема да можеш да се откажеш.
нашето драгоцено време, а? А јас? Дали некој некогаш ќе помисли на мене? Запомнете, прва, втора и 53-та. Човек не може да се наспие од вас. Јосифа! Ајде, Јосифа, разбуди се. Која си ти? Јас сум Јосифа четврта. Дојдов да ти помогнам. Ти нудам начин како да живееш од ветувања. Ти нудам начин како да живееш со седење. Како да живееш човечки. Паро, мој Пари, Јосифа! Не мислиш на досегашните стеги спитовни. Само да се препуштиш и да сакаш. Да дишаш длабоко и да љубиш. Да го живееш животот со полна плуќа, Јосифа. Само ослободи се. Ти ги имаш сите одговори во себе. А љубовта? Љубовта е се што ти е потребно. Дури ако мислиш дека само некогаш претходно си љубела и никогаш повеќе нема да те огрее сонце, застани. Размисли, ако престанеш да се представуваш како совршена егоистка со издидан одбранбен механизам околу себе, љубовта повторно ќе ти се насмртне. Само треба да дозволиш некој да те запознае. Да те знае подобро, отколку што ти се знаеш себе си. Да ги запознае твоите мани и да ги запознаеш неговите мани. И покрај се, одново и одново да се избирате. Мислам, сето тоа зависи од колку долго ќе сме за секогаш. Мислам и цвеќето ќе овене, и телевизорот се расипува, и столицата си заборавила да сакаш. Но не заборавај, Јосифа, љубовта е видовита. Кога ќе те одбере тебе, кога ќе ти се приближи, не ја избегнувај, не ја софирај, не се криви. Само потруди се да се сретнете. Погледни ме во очи, Јосифа. Дали вредеше да си сама? Па вреди да си сама, само не осамен. Но ти си осамена. Ги имаш само твоите предмети кои што се причина за твојата осаменост. Но осаменоста не се решава со избрзан брак. Тој нема да ги прикрие твоите мани. А ги има многу. Но ти си тоа што си поради твоите мани. Тие те прават посебна, уникатна. Јосифа, една единствена. Само признај ги и соочи се со нив. Види си поддршката што секогаш се очекувала од другите. Ти си совршена со сите своји несовршености. Се плашам од темница, заспевам со звукот на фенот, често ме сечарам, се депилирам ретко, се капам 3 пати дневно, ми ја ваде осмицата, некам да се смејам со зави, имам узна на лактот и бенка во облик на Африка на задникот. Не знам таблица за делење, имам 6 прсти на едната нога и од животот знам многу малку. Но спремна сум да дознам повеќе.